Скапи златни визи, менување на ставови, губење на идеолошки компас, оттргнување од реалното општество. Ова не е социјалдемократија. Скандалите со златната виза, за која треба да ја поседувате, треба да имате и длабок джеб. Како и катадневните напади на медиумите, но и недостатокот на демократски капацитет, се дел од причините зошто СРСМ пропаѓа, сметаат дел од познавачите. Поранешниот градоначалник на Центар и член на СРСМ Саша Богдановиќ вели дека несвојствено е за партија која би требало да е рамо до рамо со граѓаните, да ја споделуваат секојдневницата, да има председател кој поседува виза, која не е се уште на чисто за што е, ама едно нешто е јасно, дека е скапа. Како што видовме во самите реакции, во самите надписи, дека таа виза чини многу пари. И уште полошо од тоа е што требаше да има директно признавање. Неспорно е, може би имате средства своји за да го направите или тие средства сте ги стекнале од на некој друг начин, тоа треба некој друг да го провери. И со самото тоа укажување, едносно кажување дека прво немате, па имате, па била за лекар, на кај се докажува дека е заради бизнис интереси, и вие пред своите членови симпатизери покажувате една неозбилност. И второ, не ја застапувате социјалдемократската идеја и односно немате никаква идеологија. Втор катастрофален чекор кој го прави СРСМ според Богдановиќ е отварањето на фронт со медиумите. Поранешниот градоначалник смета дека тоа партијата го прави за дефокус, но како и да е целата тактика е погрешна и цената ја плаќа партијата со тоа што губи медиумски простор, но и релевантност. Дали во прашање е параноја или нешто друго, Богдановиќ вели не знае, но едно е јасно, СРСМ го губи својот компас. Јас и додека сум бил градоначалник, сум доаѓал на гостување во Алфа, сум имал и незгодни прашања, но целата поента во политиката е да го искористите секој медиумски простор и да поентирате. Нормално, ако имате чисти намери и чиста совест, очигледно дека тука се работи за нешто друго. Дека се пробува да се избегнува со тоа што да се избегнува одредена тема со тоа што ќе се обвини одреден медиум, но со тоа вие стварате и кај граѓаните и кај гледачите на Алфа и самата телевизија непотребен револт. Тоа што СРСМ се занимава со туги дворови, а не си го средува својот, каде во моментов членството се ситни, функционерите си одат, е факт дека раководството за својот багаж ја влече партијата надолу, вели Богдановиќ, кој посочува дека тоа се видело на последните избори, а доправа ќе се гледа и во иднина. И додека партијата која треба да биде најголем поборник за работничките права, се занимава со медиуми наместо на 1 мај, денот на трудот да биде со нив, од ВМРО ДПМН испраќаат порака дека тоа е пример за лицемерие. Според нив, Филипче си ужива во Рим, додека во јавноста се представува како загрижен опозиционер.